И добро вечер, почитувани слушатели на Урбаното радио, Радио Лидер. По пауза од да кажеме 10 дена за великденските празници, повторно се наоѓаме на урбаниот етер, на добро познатата фреквенција 107,4 и низ стримот на Facebook на Радио Лидер. Поздрав за сите оние кои се наоѓаат во моментов на нашите скопски, така да кажем, темни булевари во своите автомобили, се во најопшти сообраќајен метеж во нашава урбана метропола, кој што знаеме да си ја нарекуваме. Скопје Урбана приказна 10-та епизода, заедно со мене Стефан Кирков. Се надевам дека овие 60 минути ќе можем да го задржам вашето внимание, затоа што имаме една многу интересна тема, а темата секогаш за нашето Скопје, како што гласи нашата емисија, градот во кој сме се родиле, градот во кој не вразуваат и најубавите спомени од нашето детство. Тука сме родени, си го сакаме градот, знаете како велат, треба да си навистина стар скопјанец, да си го сакаш градот и да си работиш за љубовта кон овој град, да си го чуваме и да си го негуваме. Не болат сите неправди што му се прават на овој наш град, не боли сето она лошо што се случува во нашиот град. Стално во оваа емисија го критикуваме тоа што треба да се искритикува, а ќе го пофалиме она што треба да се пофали. Во последно време верувам дека и сведоци сте дека се помалку има работи што треба да ги пофалиме. Темна е приказкава во нашето Скопје, тоа стално го говорам со моите гости кои стално избирам да се луѓе од улицата, луѓе од нашиот град кои буквално го знаат секој кјоше во наше драго и ценето Скопје. Се направив еден подсетник за денешнава емисија за тоа како да почнам емисијава. Го очекувавме најголемиот наш христијански празник Великден. Скопје се испразни, буквално улиците беа празни, но нашите црковни храмови беа навистина полни и тоа е за секоја чест. Според мене пост-ковид ситуацијата можеби направи во ковид ситуацијата да некако се оддалечиме од дворските цркви, да не го чествуваме Великден онака како што знаевме. Меѓутоа ме радува затоа што и покрај тоа што многу го напушта нашиот град и отидоа некаде да празнува, да си го споат викендот. Многу Скопјани излегува на улиците. Скопје беше преплавено со луѓе, со цркви, во црквите, со свеки во раката и навистина беше убава гледка во нашиот град. Ние сме урбан народ. Скопјани сме урбан народ и стално знаеме кога е најтешко да се сплотиме. Така да една од убавите работи кои мора да ги пофаламе тоа што во вчерашниот ден се случи еден убав хуманитарен настан во организација на општина Гази Баба и градоначалникот Бобан Стефковски. Се случи хуманитарниот концерт за нашиот Никола. Поздрав до настанот, мора да го пофалиме настанот и сите оние музички артисти кои зема учество навистина ја напунија таа спортска сала и се собраа големи донации за лекување нашиот Никола, на кој од целата екипа на Радио Лидер и Урбана приказна му посекуваме брзо закрпнување и сме сигурни дека ќе успее во таа борба. Сите сме со него, Никола, да знаеш дека не си сам во оваа борба. Исто така, спремајќи се за денешнава емисија и за оваа пауза помеѓу емисија кои ги имав од претходно, мора да го споменам еден немилен настан кој се случи во нашиот Скопје. Тоа е, сигурно се закикавате за она 7-годишно дете кој настрада во да кажем несреќен случај, кој беше нападнат од кучи и за жал заврши со фатални последици. Случајство до фамилијата и навистина сум згрозен како скопјанец што дозволувам во 21 век во една ваква метропола кој што неме да кажеме да се случуваат овакви немили настани. Нека е ова апел од оваа емисија еве личниот од мене, верувам и сите кои следите оваа емисија и следите проектот Скопје Урбана приказна, ќе се сложите дека апсурдно да се случуваат овакви работи. Во моментов Скопје, оној проблем со бездомните куќиња, стално го споминам во мојата емисија, не се реши. Децениски проблем, десетици години не имаме проблем со бездомните куќиња и навистина се плашам дека ова што се случи во скопската населба Пинтија, чинам дека беше, дека може да се случи во било која друга населба, не де Боже, и затоа апелирам од ова место градоначалничката Лева Арсовска, нему да спиеш, те молам, нека се вклучи државата и сите инстанции, решете го проблемот со бездомните куќиња. Куќињата не се виновни што се нудес, криви сме ние собствениците, затоа што за да додеме до ваква ситуација, ова е плод на неодговорно собствеништво кое е тлеело и сега се наоѓаме во ситуација, буквално се плашиме да излеземе навечер надвор во овие темни раскопани булевари и булевари полни со бездомни куќи, затоа што сведоци сме дека куќињата напаѓаат, се причинител за сообраќајни неизгоди во нашето Скопје,
но пак ја кажам, решете го проблемот на еден хуман третман со системско трајно решение, со отварање на професионални стационари, каде ќе им пружите на кучињата еден живот достоен во хумани услови со хуман третман, за да не се случуваат овакви настани. Спремајќи се исто, пак ќе кажам за денешна емисија, морам да прочитам неколку Facebook статуси од новинарката Јоци, Јорданка Иванова Јоци, кој навистина ја следам и ви препорачувам сите да го заследите нејзиниот профил, затоа што според мене и многумина е една од најреалните новинари кои пишуваат за нашава метропола. Па Јоци во еден нејзин статус вели: не само што нема бесплатен превоз, туку едва и го има постоечки од затоа што приватните превозници не возат неколку месеци, па граѓаните мака мачат со преполнети автобуси во кои често пати и знаат да закаснат. 5 нови мегапаркови ветува Шарсовска, но досега нема завршено ниту еден. Луна паркот во Скопје е статус кво состава. И навистина е така. Не знам дали сте се прошетале во градскиот парк, кој сите си го пометиме од нашето детство, каде што имаше Луна парк и беше место каде со своите баби и дедовци знаевме да отидеме и да поминеме барем за викенд еден убав ден и да се го користиме тој Луна парк. А сега едно такво раскопано здание каде што е собиралиште на буквално ќе кажем на наркомани, на улични кучи и не да Боже и таму не навивам да се случи нешто како што и да работава, како што нема и полиција во градскиот парк, верувам дека во брзо време и ќе се случи нешто. Потоа има и уште неколку статуси на Јорданка Јоци. Вика: коалицијата на Данела со огнените од ДУИ во улици, патишни, паркови е запечатена со 4 годишни менаџерски договори. Изгледа женава мисли ќе добие втор мандат, пошто застега се брка гласови во Чајри со делење на менаџерски договори. Замислете се, делат менаџерски договори на луѓе кои не се компетентни за нивните позиции кои се дават, и тоа е плодот кој резултира за ова Скопје да е една темна приказка, да станува се поише град во кој верувате сведоци ќе бидете вие, не си го препознаваме. Скопје го изгуби оној жар кој знаеше да го има некогаш. Немаме дискотеки, немаме ноќен живот, културни манифестации па и да не правомувават, спортски манифестации да не правомувават. Така да не ја политизирам емисијава, затоа што не сакам ова си секако еден мој личен проект кој си го работам и моите ставови се искажани лично мои и си стојам зад истите, и ме боли затоа што сум роден скопјанец и го сакам Скопје и си сакам се што е поврзано во Скопје. За денеска ви спремив една преубава емисија ќе посветиме на фудбалот, ако е прашање Скопје. Верувам дека сите ќе се сложите со мене, фудбалскиот клуб Вардар е Скопје. Вардар е Скопје, Вардар е Македонија. Секој кој е роден во дека го боли моменталната ситуација за Вардар, па сметам дека во денешнава 10-та, да кажем, и јубилејна емисија во Скопје урбана приказна, поканив еден гостин кој е најкомпетентен да ни ја раскаже целата ситуација која се случува со овој фудбалски клуб. Целата емисија ќе посветиме на Вардар, затоа што, кој што кажу, Вардар не боли, Вардар не е во нашето срце и нема да оставиме. Ние, наша генерација, верувам и помладата и сите генерации понатака, па ако можеш еден Чичко Андон Дончевски, кој ќе го поздравим од ова студио на 90 години, да апелира за подобро утре за Вардар, можеме сите ние и навиваме сето тоа да се иде во еден позитивен правец. А дали ќе иде во еден позитивен правец, ќе ми каже денешниот гостин. Велам добро вечер за Миле. Миле, здраво, како си? Здраво, добар сум и благодарам за поканата. Да, само ако сакаш малце микрофонот понака тебе, за да може гледачи и слушателиве да не чуат. Ти благодарам што ја прифати веднаш поканата да ми бидеш мој гостин во овој проект Скопје урбана приказка, затоа што според мене според многумина си најкомпетентен да ни раскажеш што конкретно се случува во Вардар. Благодарам за комплиментот. Па моментално од кај да се почне? Значи Вардар е скопска урбана приказна која што трае вечно. Ја така би го започнал. И ќе трае. И ќе трае. И верувам дека ќе трае без оглед на тоа што има сериозни препреки кои што баш го обструираат неговото функционирање. Верувам дека на крај ќе излеземе како победници од сите овие ситуации. Не знаеме колку ќе трае борбата, но ние сме спремни да бидеме тука покрај него во секој момент. Така, знам дека си стар ширишанец и што од најмали години се познаваме ние од западната трибина, таму сме растени, може да кажам, сме задоени со Вардар и не боли моментално ситуација. Па да. Колку години
Колку извини те прекинав, колку години Вардар е во агонија? Вардар во агонија е отприлика во последните 4 години. Во агонија е дури и кога беше во време на освоење на неговата последна шампионска титула 2019-2020 година, тогаш започнаа веќе проблемите. Започнаа проблемите веќе и на тие проблеми претходната гарнитура начело со господинот Самсоненко алармираше. Сведоци сме на тие писма кои што ги упаќа до градот Скопје, кај што изразува немоќ да веќе да продолжат да го водат клубот поради финансиски крах кој што се случи на клубот. Меѓутоа таа титула 2019 година е баш заради тоа исто така многу значајна, бидејќи освоен таа титула устари ја викаат на единствена титула на Вардар, кај што пишува не дека е шампион, туку пишува дека е прворангиран. Бидејќи беше во време на корона и првенството се прекина некаде, бевме пред Силекс 9 бода и Шкендија отприлика 7-8 бода. И имаше, не знам, 7-8 кола до крај, веќе беше јасна приказната. Дека се насетуваше таа агонија, мислам дека ќе ме поправиш дека ти си најупатен во оваа ситуација со Вардар. Збориме за, ќе се вратиме во времето на Самсоненко, се направи нели арената Тодор Проевски, се реновираше стадионот. Вардар играше во Европската лига со Фенербахче, победивме со имаше тренинг центри, се работеше со најмали генерации, беа вклучени стручен тим, тренери кои работеа. Потоа некако по Самсоненко, некако кога седал тргна надале. Па да, целиот тој проект, значи, со влегувањето на Самсоненко звучеше доста примамливо и звучеше доста професионално. Значи, како Вардар, како клуб кој не поседува ништо, бевме уверени дека со доаѓањето на новиот собственик тогаш дека ќе изградиме тренинг камп по сите стандарди, меѓу најмодерните на Балканот, веројатно и најмодерен беше на Балканот во таа време. Да, исто и академијата дека ќе се изгради, значи дека Вардар на некој начин не е веќе сираче, туку веќе ќе има свој дом и своја иднина. Такво беше расположението и со отварањето на тренинг кампот тоа беше пораката што се испрати, дека Вардар повеќе никогаш нема да му се случи тоа што му се случуваше, такви понижувања. Меѓутоа сега веќе по само 3 години од како се замина претходниот собственик, повторно се соочуваме со елементарни услови, каде да тренираме, каде да играме утакмици, плати за фудбалерите, средства неопходни за функционирање. Значи, едноставно Вардар моментално го одржува само духот на фудбалерите, историчноста и навивачите. Да, тоа сега да кажем и баш вие кокомити запад навивачката група, мислам дека кога останавте последен браник на столбот да го одбраните Вардар во моментов. Па да, значи ние никогаш нема да го оставиме клубот, тоа е дефинитивно. А со што ќе се соочуваме, ќе видиме понатаму. Се соочувавме со силни обструкции, со многу проблеми. Ја би сакал да ги отвориме сите теми една по една за фудбалскиот клуб. Значи почнувајќи и од тренинг центарот, од академијата, па од последната титула до сега што се случува со играчите, па и една тема која што би можеле да откриеме и за во некоја блиска иднина. Така, супер. Баш ќе биде било затоа што и пред почетоков на емисија ми кажа дека имаш и некои новитети кои ќе не ги соопштиш, кои ќе идат во позитивен за тоа потоа. А да се вратиме пак, мене ме интересира стварно приказна по Самсоненко. Се заминува Самсоненко, тогаш градоначалник е Петар Шилегов. Да. Вардар е во дел, мислам дека дел е собственост на град Скопје. Па, во договорот не стоеше така. Градот Скопје беше како един вид на гарант на договорот, бидејќи градот Скопје му го предаде клубот на Самсоненко во 2014 година. И во тој договор не стои јасно дека градот Скопје има некаква собственост, нити пак јавното претпријатие за стопанисување со стамбени делен простор, ПУИК, туку стои само како тие дека имаат надлежност да доколку не се одвиваат нештата како што стојат во точките од договорот, тие имаат право да го раскинат договорот, но не пишува дека имаат обврска.
Тука е малку нејасна ситуацијата во врска со текстот на договорот. Имаме неколку точки кај што во ниедна точка нема стриктно означено дека градот Скопје треба да го прекине функционирањето на клубот поради неостварување на она што е зацртано во договорот. Пред се таму имаше некои точки за поднесување на финансиски извештаи секоја година до месец март, мислам дека беше. И тие никогаш не биле доставувани. Например, меѓутоа градот Скопје па не интервенирал. И тука се ставени во еден лавиринт и двете страни во тоа време да во кој што и двете имаат алиби за тоа што му се случува на клубот, дека тие не мораат да реагираат. Меѓутоа ке Вардар, кога е прашање за Вардар, тука ние не мораме да зборуваме за нешто што е задолжително да се направи, бидејќи пишано или не пишано на хартија. Значи, Вардар, самата ситуација во која што се наоѓа клубот треба да биде дополнителен поттик пред се за градоначалникот. За секој градоначалник, без разлика, да. Ја тоа викам, без разлика од каде доаѓаш, лево, десно си, ВМОРО, си СДС, било кој доаѓаш на позиција на Скопје, поимо за Скопје, е Вардар. Како што го започнав, дека Вардар е скопската урбана приказна на сите генерации. Тука не препознава нити политички бои, нити било какви други бои. Значи Вардар е клуб кој што е сакан од сите и во неколку наврати веќе го препознаваме како таков. Значи во самата ситуација на теренот покажува дека е Вардар клуб на народот. И кога е Вардар клуб на народот, секој градоначалник е должен да ја слуша волјата на народот. Од повеќе наврати имаме кажано дека во историјата на фудбалскиот клуб и сме имале соработка со сите градоначалници, односно сме имале комуникација. Вклучувајќи го и претходниот, значи комуникацијата постоеше, меѓутоа делата изостана. Зошто изостана делата? Тоа е нешто што би требало веројатно го прашаме самиот поранешен градоначалник или пак актуелниот собственик на фудбалскиот клуб Вардар, кој што пак е по иницијатива на претходниот градоначалник влезен во фудбалскиот клуб со одредени ветувања. Со одредени ветувања дека тука имаше една предизборна трка со актуелната градоначалничка. Во тоа време баш во тоа се пофалија, се сликаа со адрес на Вардар, најува там на широко се медиумите објави. Верувам дека тој имал добра намера некаква, значи доколку сакал да му помогне на актуелниот собственик кој влегол во клубот со одредени ветувања дека доколку победи избори ќе помогне. Значи градот Скопје ќе го земе клубот под известен патронат свој, значи како што било и во минатото. Меѓутоа од тоа ништо не се оствари. И мене искрено, не само мене, туку општо на највачите на Вардар веќе име преку глава од такви предизборни ветувања. Нас не ни треба клуб кој што ќе биде врзан со политички партии, со политика. Туку в нас не е потребен клуб кој што ќе комуницира со институции. Значи и ние, како што кажавме, сме комуницирале со институцијата град Скопје, сме комуницирале со институцијата председател на држава, сме комуницирале со општини. Значи, меѓутоа, ние го гледаме нивниот континуитет. Ако нешто сме разговарале со, да кажам, уште со Јове Кекеновски или со Ристо Пенов или со Трифун Костовски, со Коце Трановски, со Петар Шилегов, сега само би требало само да се продолжи разговорот со актуелната градоначалничка. Значи, така ја гледаме таа приказна, значи не партиска, меѓутоа национална. И самото наше име, комити, подразбира што значи тоа национална, и од тоа нема бегање. Значи таа историска тежина која што има фудбалскиот клуб Вардар и која што има највачката група комити, треба градоначалниците да негуваат и не само градоначалниците и советите. Ние упорно можеби неправедно го изоставуваме советот како важно тело кое што ги носи тие одлуки уствари, бидејќи градоначалникот во дадени ситуации може да биде и како англиска кралица. Значи да сака нешто да не може и да сака. Меѓутоа ние будно ќе ги следиме иницијативите. Значи немаме потреба да имаме предрасуди од било кого. Секоја иницијатива што е конструктивна за фудбалскиот клуб Вардар ќе најде на поддршка на сите нормални луѓе и на највачите на Вардар нормално. Така да очекуваме иницијатива од таа страна. Така баш кога беше чинам дека пред 2 или 3 седмици на совет, кога се отвори прашањето за Вардар, поднесено од мислам дека советникот Владимир Неловски, за да се додели определена парична помош
затоа што јасно се кажавте и вие и управата дека буквално сметките се блокирани, дека фудбалерите сами си ги плаќаат патувањата за да играат некаде, дека сами си ја купуваат опремата, дека теренот на кој игра е донација, нели, тоа ќе не кажеш и ти поише се во тек, дека буквално се остане сами на себе, па имаше една иницијатива од една советничка група на ВМРО да помара, беше од Владимир Невовски, условијатот не помена. Ја тука се прашувам, без да ме сватили било кој погрешно, којто искупјанец, кој е влезен во Скопје, избран од народот, а да не даде подршка на Скопски Вардар. За која конкретна иницијатива стана збор? За тоа За додавување на парична помош. 250.000 евра. 250.000 евра, да, имаше иницијатива. Бас се зачуди зашто не во Советот. Значи, помина во Советот, меѓутоа беше стопирана после по донесената одлука заради тоа што оправдување беше дека средствата нема да стигнат до фудбалскиот клуб Вардар сега, бидејќи Вардар моментално се наоѓа во втората фудбалска лига, која што е аматерска. Значи не важат истите правила како во првата лига, односно не мора да функционира како акционерско друштво, а доколку мора да функционира како акционерско друштво, тогаш таа сметка му е блокирана. Значи Вардар има моментално отворена резервна сметка на актуелниот собственик, преку која што ги се вршени трансакции. Предпоставам плати за фудбалерите. Оправдувањето беше дека не можат тие да префрлат средства во приватна фирма. Би кажи дека тоа е само оправдување или стварно постојат такви административни проблеми за да... Еве ќе ви кажам конкретно зошто е тоа само оправдување. Пред некој ден заедно со собственикот на фудбалскиот клуб, значи со Слободен Крстевски, бевме заедно на закажан состанок во управата за јавни приходи по повод долгот на Вардар. Таму беше спомнат значи и вистината на долгот, беше спомнат колку време каматата, затезна камата бидејќи има на дневно ниво, бе спомнати отворени како тема многу работи, бидејќи по нашите средби дојдовме до некој заклучок дека треба нешто да се менува во фудбалскиот клуб. Меѓутоа тоа е нешто што се уште е во фаза на разговори помеѓу нас и нив, помеѓу управата и најувачите, каде што верувам дека ќе изнајдеме некое заедничко решение. Так, навил, да, и мислам, познавајќи те тебе и неколку интервјуа кои ти пред да те поканам, кои се спремав за емисија и ти гледав, и те гледам со каква страст и желба настапуваш, не се сомнувам дека ќе најдете решение. Тука сега малце пак да те вратам, пак ќе спомнеме, пак се Самсоненко, затоа што некако таа приказка не ми јасна. Го избркавме ли Самсоненко, ако знаеме дека човекот инвестираше во Вардар? Ако се направиат и академии, помошни терени, тренинг камп, го избркавме Самсоненко или што се случи? Политиката го избрка се направени тренинг кампот, академијата. Ако мене ме прашате, ја би рекол дека се направени за фудбалскиот клуб Вардар и како такви се добиени. Бидејќи особено зборуваме сега академијата кај што е фудбалскиот клуб Парк моментално, тоа е помошното игралиште на Вардар, кое што е таму некој ме коригираше дека е од 49-та година. Ја рачунав дека е од формирањето на фудбалскиот клуб Вардар уште пред фузијата, како наследно право на победа и Македонија уште од 20-тите години од минатиот век. Значи веќе 100 години Вардар таму тренирал и сега сме доведени во ситуација тоа да е приватна собственост. Тоа е тема која што треба да се отвори. Меѓутоа, ако е тоа веќе некој ново статус кво, значи фейл акомпли, ако се води дека е тоа фейл акомпли, не може веќе да се врати тоа, тогаш на Вардар треба да се компензира. Бидејќи не може да се отуѓи тоа од фудбалскиот клуб Вардар помошното игралиште, а при тоа да нема компензација. Значи ја можам да предложам јавно, ја така, немаме потреба тука да се слушаме. Се што сакаш да си кажеш, ќе си кажем затоа што станува јом. Ова емисија е Скопје и се што е порано Скопје. Секој пофали нешто треба да се пофали. Ја пак ќе ти кажам, не ме интересира политика. Ова ме боли Скопје, во даденава емисија и со Борко Истовски кој разговарав, ме боли Вардар. И така да без гајле дали некој и пер дали некој му смете или не, ќе се ги кажеме работите онака баш како што се. Било дали му се допаѓаат на некого или не. Така да, јас сум исто така отворен за отворење. Јас сум роден во 84-та, бидејќи од баш поради тоа што нештата се туркаат под тепих,
доаѓаме до сега до вакво дереже кај што сега ќе мора хируршки интервенции да се прават за да се извлече некоја ситуација поволна за фудбалскиот клуб. Не дека нема, има. Сигурно. Меѓутоа треба институциите конечно да застанат на страната на Вардар. Бидејќи Вардар не е настанат сега, не е настанат ни со Самсоненко, нити е настанат со Слободан, нити пак со Брацо Вујчич, нити пак со Марк Петрол, ако идеме назад. Значи Вардар постои и како дел од Скопје, како ткиво на Скопје, и како такво треба да го браниме сите. Значи институциите мора секогаш да застануваат во одбрана на Вардар, бидејќи Вардар не може да страда заради тоа што неговите управители тоа го водат вака или онака. Не сакам да навлегувам во тоа. Меѓутоа борбата за Вардар и одбраната на Вардар мора да биде покажана на дело. Заради тоа според мене се неприфатливи оправдувањата на градоначалниците и на советите дека не се немотни нешто да сторат. Не, напротив. Треба да се сака и треба да се сака и треба да се запазат точките од договорот и кога се креираат тие договори да биде стриктно заштитен фудбалскиот клуб Вардар, затоа што фудбалскиот клуб Вардар ќе постои и по откако ќе си отиде актуелниот собственик или било кој друг собственик во структурата на клубот. Так. Пак да кажам, јас сум роден 84-та година и откога памтам за себе за дете, имав еден неуспешен опит да тренирам во Вардар, сакал да станам фудбалер како дете. Трениравме на тоа помошно игралиште што сега е во собственост на академијата или ФК Парк. ФК Парк. Значи од кога знам јас за себе, Вардар тренирал таму. Така да сега како се најде тоа да не е во собственост на Вардар? Што поседува сега Вардар? Вардар, видете, тоа е интересно прашање. Ако мене ме прашате, Вардар си го поседува тоа игралиште, Вардар си го поседува тренинг кампот. И како до тоа да се дојде, може во текот на емисијата и ќе дојдеме до тој заклучок, заради тоа што веќе и со Слободан разговаравме, му предложивме еден вид на реорганизација на клубот, каде што ќе биде поволно за Вардар све до сега што било неправедно донесено. Значи, ако мене ме прашувате за академијата, лесно све се утврдува, само треба да се има волја. А кажав, значи тоа е тука може веќе да стане збор за фела комплекс, значи за нешто што е веќе ново статус кво, како е дојдено до тоа? Се надевам дека институциите ќе имаат волја да го истражат тој случај, меѓутоа Вардар мора да биде обештетен и компензиран. И тоа ја би го предложил да биде некаде во околината на градскиот стадион. Низ историјата, како што спомнавме, Вардар тренирал и на помошното игралиште, меѓутоа и претходно во некаде кај што е сега Кермес. Па може би тоа некоја локација каде што би можела да биде алтернатива за губењето на тренинг кампот каде што е сега. Да, огромен градски парк кој пропаги така голем дел е руиниран таму и не се случува ништо со години. Така да нема кого да прашаме ние, значи и не треба да се плашиме дека доколку тоа ние го побараме на совет, дека некој тоа ќе го обструира во самиот совет, или па ќе има некој право на вето тоа да го обструира. Видете како е ситуацијата. Вардар е единствен клуб во државата кој што не добива помош од општината. Значи за сите други поголемите фудбалски клубови од Скопје, значи од другите градови, сите се добиваат поддршка и сите влегуваат во финансирањето преку буџетот на општините. Доколку тоа се предложи во градот Скопје, се дига фама. Вие самите сте сведоци за тоа каква фама се дигна со предлогот на господинот Миловски, кој што е, да го поздравиме, он е и бивш фудбалер на Вардар, да. Значи го следиме, значи тоа имаше и неколку иницијативи претходно, меѓутоа имаше и други иницијативи. Ние сме за тоа сите што се конструктивни иницијативи без оглед на тоа што од каде доаѓаат да бидат сериозно разгледани и да не бидат заборавени. Така, пак те прашам, 4 години видиш дека Вардар, од кога прво според мене не требаше да се дозволи да влезе Вардар во втора лига. Значи агонијата почнува, се надевам дека од тука, со влагањето на Вардар во втората лига. Сите финанси беа супрени, сите сметки беа блокирани на Вардар.
А сега видите, тука веќе збориме за периодот по 2019 откако ја освоивме титулата и веќе следната сезона 2020-2021 на полусезона имавме склопено некој тим кој што изненадувачки добро се држеше и беше меѓу првите 4 позиции на табелата. Меѓутоа, крахот доаѓа на полусезона, некаде веќе декември месец, јануари, 2021 веќе јануари месец, кога од ФИФА стига одлука за забрана за трансфери на фудбалскиот клуб Вардар, односно не може да купува играчи. А истовремено Самсоненко се заминува, значи по неколкуте писма упатени до градот Скопје дека не може веќе да го води фудбалскиот клуб. Според нив, значи во разговорите кои што ги имавме со тогаш со директорот на фудбалскиот клуб Вардар, господинот Самуел Симев, значи нема добиено никаков одговор од градот Скопје. Значи беа проигнорирани тие нивни барања. Иако договорот кој што бил склучен бил на 10 години, значи во четвртата година, петата година од неговото функционирање, поради неможност било барано да се раскинува, не било разгледано сериозно тоа барање. Тука е дискутабилно дали имал право тоа да го направи или немал право, бидејќи кога веќе се нафаќаш нешто да купиш, би требало да се преземе одговорноста за неговото функционирање да не се остави клубот. Значи 10 играчи се заминаа на полусезона, отидоа во други клубови, вклучувајќи го и тренерот тогаш тетовче Александар Васовски, кој што го поздравуваме од студиево. И при тоа немавме дојдено ни еден играч, освен Шиле, Петковски и Најденов. Мислам како играчи кои што беа слободни и беа без клуб и може да слушат, бидејќи Вардар им бил нивни претходен клуб. Така имаше некоја форма во ФФМ за регистрација на нови фудбалери. Откако си отиде они, дојде како тренер Никола Илиевски Джиджи и негов заменик, актуелниот тренер на Вардар, Богдан Грчанов Грне. Склопивме некој состав во тоа време, меѓутоа тоа беа младинци на Вардар, без прволигашко искуство, без да ги земеме предвид овие тројца кои што беа носители на играта. Меѓутоа судбината беше запечатана. Се знаеше дека Вардар не може да опстане во лигата, бродот тоне. И се фативме тогаш за работа, нели, направивме акција и со карти и се изборивме Вардар да тренира и да некои денови дури да тренира на градскиот стадион и сите надпревари до крајот на сезоната да ги игра на градскиот стадион. Да тренира на ФФМ, бидејќи тогаш не можеше да тренира, им беше забрането да се вратат во хиподром поради нерешени должничко-доверителски односи. Тоа беше образложението. Со доаѓањето на господинот Слободан Крстевски, тој всушност прв пат доаѓа и стапува во контакт со нас на веќе можеме точно 2 годишнина да имаме, сега е на 25 април. Веќе откако доаѓа Слободан веќе ќе имаме 2 години откако тој прв пат се појавува на градскиот стадион со интерес за Вардар. Тогаш игра Вардар Беласица, а тој беше собственик на Беласица. Вардар победи со 1:0 и имаше една ситуација со фудбалерот од Вардар што премина во академија и имаше скаути кои беа дојдени да го гледаат Гуџуфи, фудбалерот, значи кој што потоа премина во Бешикташ. Еден трансфер кој што требаше и клубската каса на Вардар да освежи со 80.000 евра, како што тогаш, како што ме служа сеќавањата, од прилика како тренинг компензација, бидејќи е Вардар негов матичен клуб. Така. Ке те замолам само да ми не западеш мисла затоа што мора да ги испочитуваме спонзорите за реклами, па по кратка пауза се враќаме веднаш во студиото. Договорено. Почитувани слушатели на Радио Лидер, се враќаме повторно во програма. Разговарам со мојот гостин од Комити Запад Милорад Биленковски Миле. Били извинен, не те тресирам сега емисија, затоа што се знаеме некако ти со пуштиш на ние сме си наши, да кажем. Стигнавме до, разговаравме како почна сета агонија во кај кажем, во нашиот Вардар. Значи, 2021, тука те прекинав, точно правиме сега 2 години откако доаѓа новиот собственик на Не, откако 2 години, откако прв пат стапивме во контакт. Тој тогаш на преварот меѓу Вардар и Беласица ни пријде и
ни кажа дека пред да влезе во фудбалскиот клуб Беласица имал контакти со раководството, тогаш актуелното раководство на фудбалскиот клуб и како и на во градот Скопје со актуелниот градоначалник тогашен. Како дека не постоело можност тогаш да го преземе клубот и така натаму, дека и заради тоа тој влегол во Беласица, а потоа се уште покажа дека има интерес. Значи кога разговаравме, кажа дека интересот се уште стои, дека сезоната е веќе завршена, се знаеше дека Беласица, па баш Беласица и Вардар испаѓа од лигата. И дека веќе може да разговараме за некоја нова ситуација во фудбалскиот клуб. Тогаш ние немавме, значи немаше Вардар собственик, се мачевме исто со тренирање, со сите овие работи што сега се мачи фудбалскиот клуб и тогаш се мачеше, меѓутоа тогаш најдовме начин сепак да бидеме достоинствени и да тренираме во фудбалската федерација, кој што ни се заблагодаривме бидејќи излезе во престрет тогаш и со реквизити и со средства за тренирање, за како се вика, чуњеви, фудбали, маркери, значи опрема за функционирање на тренинзите. И плюс него игралиште каде што ќе тренираат. Сега тоа беше со вештачка трева и фудбалерите на тоа се жалеа бидејќи малку тоа тврдо е тлото, им требаше природна трева за ова да нагазат. И може би тоа беше една од пречките да прикажат некои подобри игри, меѓутоа никој нема да им замери никогаш за тоа што не успеа, бидејќи никој од нив не очекуваше тоа да го направат. Тоа беше, судбината беше запечатена уште со заминувањето на речиси без малку цел состав на фудбалскиот клуб Вардар, значи замина 10 фудбалери. Останавте со младенци. Останавте со младенци и се скрпивме со тројца поискусни фудбалери кои што тогаш беа слободни на пазарот и според прописите на ФФМ можеа да се вратат да играат. Имаше еден интересен друг пропис што беше баш во тоа време, беа нели Таневски, Ивановски, и Шани беше и Грне. Да не заборавам некој, заборавам уште еден. Знам дека имаше Григоров. Да, заборав дека имаше можност да се регистрираат 20 од нив. Мислам дека беа Грне и Таневски. Можевме да ги регистрираме како играчи, бидејќи нивни последен клуб бил Вардар. И го разгледувавме таа опција доколку влезавме у бараж. За жал не успеавме. Како што кажав и пред малку, значи никого не можеме да обвиниме, туку ние тоа испаѓање од првата лига беше на спектакуларен начин доживеано. Ние бевме победници по завршување на последниот натпревар со Македонија Ѓорче Петров на градски стадион, значи бевме собрани во завидна бројка, иако и тогаш се уште важеа ковид протоколите. Се собравме да видат дека сме со нив и во оваа ситуација, дека Вардар нема да остане сам никогаш, дека Вардар додека не има нас, ќе има војска која што до последниот војник ќе го брани до последниот здив фудбалскиот клуб. Така, и се случи во Вардар да влезе во втора лига, да играчи бе составени сами на себе и ви имаат само вас. Да, не, тогаш испаѓавме, точно, значи се уште бевме, заврши сезоната и веќе почнаа контактите се интензивираа со сега веќе актуелниот Слободан Крстевски, каде што добивме ветување, значи заедно во комплет со тогашниот директор, негов пријател Бојан Захариев. Од тоа време, значи, направија некој состав, проба, не уверија дека со тој состав ќе влеземе веднаш експресно, ќе се вратиме во првата лига. Меѓутоа тоа не испадна така, но ние се уште останавме лојални со клубот. Бидејќи во тоа време ситуацијата беше таква и ние не можевме да им погледнеме ни со зло, значи на некој што се нафатил да го направи сепак. Предметивте вистина во нивните намери или? Ние немавме некој избор дали можеме да веруваме или да не веруваме. Судејќи според пристапот, значи се види дека се работи за некоја аматерска организација, дека се уште треба, дека им фалеа многу работи, многу елементи за да можеме да се наречеме професионален фудбалски клуб со сите нишани. Значи се види дека фалат многу работи, меѓутоа тоа го занимавивме бидејќи се работеше за втора лига. И такви беа и разговорите, значи кога ќе влеземе во прва лига, ќе влезе турски спонзор. Се уште претходно нели беа муабетите за Катар Airways, па Турци се спомнуваше тогаш доста звучни
компании имиња дека ќе влезат во Вардар, ако влеземе во прва. Таман да влезат, све нешто има пречка. Еве сега истата ситуација имаме и како еден своевиден куриозитет, значи истите луѓе кои што беа инволвирани во проектот за Qatar Airways, сега се повторно инволвирани за проектот Маџари. Слична е приказната и во износот на инвестицијата која што не е поврзана нели со фудбалскиот клуб Вардар, и тогаш беше наводна инвестиција од катарци за попова шапка, за некои други инвестиции кои што не беа поврзани со Вардар, меѓутоа како некое политичко решение тие беа биле наводно принудени да инвестираат во фудбалскиот клуб. Исто е и сега. Значи приказната за маđарите кои што чекаат нели за влез во Вардар. Тука има некои приказни каде што се работи за големи компании кои што работат со производство на електрична енергија од фотоволтаици. Тука има некои плацеви, значи каде што тоа треба да се инвестира таа некоја еден вид на гринфилд инвестиција од големи размери, која што треба да произведува струја, сега не се разбирам, значи многу од овие работи, меѓутоа како што ни е кажано, некаде 144 мегавати. Се пишуваше во медиумите дека со сериозна сума на финансиски средства дека се зборуваше за 100 милиарда евра. Истата сума која што беше и со Qatar Airways. Тогаш беше разговорот и муабетите беа дека тие влегуваат на 10 години. Значи сега на 10 години по 5 милиони евра годишно. Сега приказната е дека влегуваат на 30 години по 2 милиони евра. Значи пак е тука некаде помеѓу 50 и 60 милиони евра. Значи така звучи убаво, меѓутоа од идеја до реализација мислам дека има уште многу чекори. И ја лично веќе почнувам да се сомневам во тоа. Во таа приказка не веруваш дека е остварлива, како што поминува време? Да се оствари, меѓутоа според самите кажувања на собственикот и на луѓето околу, е дека тоа можеби они ќе си влезат како инвестиција во Македонија, меѓутоа тоа нема никаква врска со Вардар. И дека тоа се злоупотребува таа тема, значи ги допира емоциите на сите кои што го сакаат фудбалскиот клуб и не е чекаме. Колку време чекаме? Ете со години чекаме. И не е пријатно кога ќе прочитаме дека играчите сами се купуваат опрема, дека немаат пари за ручек, дека некои патуваат со автобус, некои патуваат со кола, дека на тренинг одат дури до Кадина. Значи тоа кога ќе прочиташ дека се случува за наш клуб, за Вардар, клуб кој се го сакаме, кој е Скопје, кој е срцето на Скопје, не боли. И тука сега шеке со нас некои си играчки, овие наслови кои се спектакуларни, се за, ќе кажам слободно, малумни или не знам што не третира политикава и што сака да направа со Вардар, ама јас ви благодарам затоа што ви останавте последнов столб кој го брани Вардар и онака се залага од срце да обстои да направите нешто. Ви ги гледам упорите и сум сигурен дека ќе направите нешто. Него муабетов ми беше, ви го гледав интервјуто со собственикот на Вардар на топ тема на телевизија Телма. И нешто што ме ретира се ти поправилат, јас наистина не сум во текстот последни изначувања. Кога го праша водителов, собственикот на Вардар, зошто се нафативте да го купите Вардар и покрај толку што знаевте дека има нели блокирани сметки, дека има 2,5 милиони евра, мислам дека долг кон институции, вели па што знам младост, лудост. Тоа ми изнертира мене како навивач на Вардар. Па видете, не знам како го гледаш ти од твоја перспектива. Ја од моја перспектива малку повеќе ги знам работите, знам дека да, тоа е секако младост, лудост да влезеш во фудбалскиот клуб Вардар, а при тоа немаш реален концепт како ќе ги исполниш очекувањата на навивачите. Значи се знае кои се очекувањата на навивачите. Вардар не е било кој клуб тука да се влезе и да остане незабележано некои работи. Јас пред малку спомнав, ви наговестив како беше неговото влегување во Вардар. И не треба да се лажеме дека е тоа некоја преголема љубов. Верувам дека е љубов, бидејќи Слободан е Скопјанец и верувам дека Скопјанец не може да не го боли. Да. И мотивот негов за влегување во фудбалскиот клуб Вардар по мене е сосема друг, значи тој беше на некој начин изгуран да влезе во фудбалскиот клуб Вардар. Во смисла е со најпрости зборови влезе, ние ќе бидеме позади тебе. Бидеме позади тебе,
и од повеќе страни добива ветување, тој беше на средби и со власта и со опозицијата, значи каде што добиваше ветувања. Пред се моќта е во власта, значи не треба да ги поистоветуваме тие работи, меѓутоа според мене и доволно е, значи, да се покаже дека сме загрижени за ситуацијата во Вардар, дури и кога сме во опозиција. Така да не треба никој да бара алиби, значи сите треба да се фатат за работа и сите да сватат работата сериозно, бидејќи тука се работи за голема работа, значи фудбалскиот клуб Вардар е голема работа, има голема историска тежина и многу значаен сегмент од историјата. Значи ние се може тука во вашето студио да прокоментираме дека знаеме дека бугарската држава спрема филм кој што е одговор на трето полувреме во нивна верзија. Каде што каде што тајна не е дека ќе сакаат да се извртат на настаните од тие надпревари кои што ги игра ФК Македонија, на кои што ФК Вардар е наследник. Значи историјата на ФК Македонија ја наследува ФК Вардар. Значи Вардар е како Хиландер. Тие што згаснуваат се раѓаат во него и се уште живеат. Тука имавме, морам да го поздравам еден човек, значи го спомнавте, една легенда на фудбалскиот клуб Вардар, Андон Дончевски, чие што доаѓање тука многу ни значеше. Поздравиме од студио на Радари. Тој дојде по едно писмо упатено од нас некаде на крајот на годината, каде што ние го повикавме да дојде, бидејќи е потребен на Вардар. А секогаш до сега кога сме го повикале, знаевме дека доаѓал и знаевме дека ќе дојде и овој. Една скопска фудбална легенда која си ги покаже емоциите на она клипче што го постираше кај тебе на Facebook во сооблекувална кој се обрека на навачите. И тоа е, знаеш, миле, искрена љубов се гледа тука нема глума. Тука нема бизнис, тука нема пари, тука има Скопје, Вардар и Антон Дончевски. Господинот Антон Дончевски е многу храбар човек, значи човек кој што не се плаши пред се да ги изразува своите емоции, а Вардар е на врвот на неговите емоции, и на исто рамниште со Македонија. Значи Вардар и Македонија, како за сите нас, така и за него. Значи, мене ме фрапира неговата бистрина, значи колку е бистар за неговите 88 години, колку е праведен, значи колку е вардарец и македонец. Тоа не може да остане никој рамнодушен кога е покрај него. Јас имав таа чест да бидам покрај него, значи да комуницираме и подолго време да поменам покрај него и да почувствувам како тој го гледа над преварот со Вардар, конкретно со гостивар играше, како тој размислува, како ги доживува ситуациите. Значи тоа е една урбана скопска легенда, чисти емоции, кој што е можеби единствен, кој што може да го даде одговорот на тоа прашање. Значи од старт како еден вид на ампасан потек може да ја реши таа историска дилема со тие надпревари на Македонија во бугарската лига. И добро е што го имаме него. Значи, да ни е здрав и жив, тој е единствен човек кој што бил во директна комуникација со Илеш Шпиц, со легендарниот Илеш Шпиц од таа генерација, кој што во време на Втората светска војна е тренер на Македонија, а потоа како знак на благодарност, бидејќи навивачите на Македонија, односно Вардар, го спасуваат од Треблинка. Тој е качен качен е на воз на Скопската железничка станица и симнат е по корекција на господинот Антон Дончевски во Врање. Значи, ја цело време во нашите истражувања знаевме дека е тоа Ниш, меѓутоа во Врање е симнат од македонци и вратен тука. Од таму е отиден во Партизани. Потоа, по завршување на Втората светска војна, се враќа во фудбалскиот клуб Вардар, па потоа оди во Партизан и чувствува, кога веќе Вардар има зрела генерација, некаде 60-тите години, 60-61 година, генерација во која што дела и самиот Антон Дончевски, чувствува дека треба повторно да се врати во Скопје, во Македонија, затоа што има некоја незавршена работа. И Вардар со Илеш Шпиц ја освоила својот прв трофеј. Значи, со Илеш Шпиц како тренер, Антон Дончевски како играч. Да, можеби во таа постава други играчи се поистакнати од него. Ќе го споменеме тука Кирил Симоновски Джина, значи кој што според кажувањата на Антон Дончевски е таква величина каква што Вардар никогаш пред него и после него
немало. Односно, може, ја би го споредиле, единствено може да се стаи на исто рамниште со Кочо Димитровски и може би со Васил Рингов. Да, значи, како најголеми легенди на Вардар и Дарко Панчев како фудбалер. Само како фудбалер и тука завршувам дека ќе кажам нешто можеби што не треба, затоа што ме водат емоции кога говорам, а и тебе те гледам со колку жари и ми говори цело време за Вардар. Ето сега видим ле, имајќи ги неовие вакви имиња, имајќи ги имињава на Вардар, град Скопје, без разлика ќе кажам пак кој да е градначовек. Треба да се гордее со вакви имиња дека имало и дека има и уште живи луѓе кои ќе сведочат на успесите и на прекрасните на Вардар. А ние Вардар го пуштаме во втора лига и ги пуштаме играчите да живеат од надпревар за надпревар без основни средства за тренинг и за пас за надпревар. Жалосно стварно. Има ли светло тунелот во последно време? Гледате ли? Има и ја мислам дека грешката е во нас што цело време не во нас во комитет, туку грешката е можеби во јавноста што има погрешна перцепција за тоа како треба да се реши состојбата на фудбалскиот клуб. Сите очекуваат дека ќе дојде некој спасител со пари, некој шеик со нафта што работи со црна металургија, со газ и дека има неограничен фонд, ќе дојде тука ќе истори 2,5 милиона од една страна или 4,2 милиона евра кои што ги спомнуваат од друга страна за долг кој што е наталожен од доаѓањето на Слободан Крстевски, како што и веќе и кажавме дека тоа е неприфатливо за нас да се накачува долгот во ситуација кога Вардар има собственик и кој што тој собственик бил дојден за да го згасне претходниот долг, не да направи нов долг. Значи тоа нема никаква поента, па така ја ќе бидам газда, така вие ќе бидете газда. Така, значи не сакам да го критикувам, значи тоа како дошло до таа ситуација. Мене ми е интересна ситуацијата дека тој се уште во клубот, иако многу добро знаеме неговата финансиска ситуација и све што се случува околу. Па да не постигнат интервју, јас да си кажа на телма дека... Да, дека е крахиран. Дека е крахиран, дека јас, знаеш, и со човек кој го сака Вардар, еве, те гледам тебе, се гледам и себе, те гледам многу повеќе, ти си многу поопатен од мене и секоја чест за тоа, те боли кога го збориш ово. И тоа се, знаеш, тие се емоции кои се препознаваат. А него го гледам, кој сака некој нешто наљути, он сам може да побие, сакал некој се исто, не гледам дека збори со таков жар кога збори за Вардар, од чиста мира, јас испаѓа работава, немам веќе финанси, јас сум доедно тука, јас крај. Добро, тоа меѓу редови се не кажува. Кажува многу работи, меѓутоа јас повторно сакам на позитивно да свртиме тема и да наоѓаме решение. Значи за критики Само пред изведнаш кога да трекнам пак, додека ја памтам мислам зашто му сам и мене емоции ме водат кога го зборам ова, пред да отидеме на позитивните страни, мене беше пред неколку емисии гостен македонскиот репрезентативец во Раковник Борко Ристовски, кој исто го чепнав за Вардар и разговаравме и тој истечок од нашиот разговор во некои си 7,5 минути кажува многу и е околу 110,000 прегледи му на Facebook. По само тоа што кажува колку Скопјани и Македонија си го сакат Вардар, он вели ти сигурно си поопатно тој ќе ми кажеш дали тоа е така, сакам од две страни да чувам, се постоело завера за Вардар целосно да згасне и вели постоело таква завера што намерно Вардар е донесен во втора лига, се имплементирани луѓе што го водат Вардар, за на крај да му направат долгови, да биде пред крак, за да го купи одржан лик кој е собственик на Шендија и да го донесе до стечај и тука да се изгуби. И вели се што носи македонизмот, патриотизмот во себе, на некои структури им одговара на згаса. Ние имавме контакти со претходното раководство на клубот, значи ни кажаа дека имало заинтересирани за клубот повеќе страни од Австралија, од Турција, значи големи фудбалски клуби од Турција кои што упатеа и официјална покана и што спомнавте вие за, мислам дека беше за господинот покоен Енвер Малики, кој што е поврзан беше со градот Скопје, беше заменик градоначалник.
Шилев. заменик градоначелник во времето на Петра На Шилев. Петра Шилев. Заменик И градоначелник. акционер во Шкенди. Да. И па сегашниот активниот собственик беа исто така се правно формално Во бизнес во бизнес релација. релација со сега веќе покојниот, сега не знам, син му. Меѓутоа, тоа ние имаме, Вардар има еден вид на заштитен механизам. Тоа доколку сакаат да го направат, ќе најдат на сериозен отпор, не дека ние на националистички би гледале на тоа некој ако сака да го спаси фудбалскиот клуб, а сега ќе гледаме. Меѓутоа такво нешто не постои. Значи газата на Шкендија не би имал никаков интерес да го земе Вардар, освен да го направи Шкендија појака. Логиката тоа Или голема нема- политика во Да ја прашање. направи Шкендија појако со тоа што Вардар ќе биде на маргините. Не верувам дека такво нешто дека ќе се Па случи. и не дека може се тоа, јас случило. и со моите гости беше Сајо тука, еден стар Скопјанец, беше Шоте. Вика, кој сака да дојде, кој сака да проба. Вардар не може да дојде. Пиреј. Не треба него премногу да го спомнуваме тој момент, бидејќи нештата идат токму кон тоа. Значи, ја го гледав вашето интервју со ценетиот Борко, значи нашиот голман Вардар, кој што исто така е дел од семејството наше Вардар, значи, и тој си кажа убаво исто така емотивно за тоа што значи, што представува Вардар. Ја до сега во излагањето ви кажав една мала историска генеза за фудбалскиот клуб што значи. Значи какви луѓе биле поврзани со фудбалскиот клуб Вардар, величини како Илеш Шпиц, како Кирил Симоновски Джуна, како Андон Дончевски. И тоа е еден вид на колективна меморија кај народот. Значи тие се врежани сеќавања кои што се пренесувани од генерација во генерација. Значи веќе станати се легенди и се дел од секојдневието на Скопје. Значи вистинска класична скопска урбана приказна. Фудбалскиот клуб Вардар преку такви приказни за такви легендарни ликови. И нормално е дека во време како што е сега, значи сме го анализирале ова, дека е сега време кога се случуваат крупни промени на глобално ниво, а со тоа и на локално, значи со тоа и кај нас. Значи да не ги спомнуваме тие болни прашања како промена на име, како договори, тирански платформи, бугарски договори. Глобализација и слично. Да. Меѓутоа, очигледно е дека сега има еден вид на, како да кажам тоа, црвја дупка, значи wormhole, кај што сега е моментот кога треба сите отворени прашања да се затворат за кои што ја за сега државата, значи не зборуваме за фудбалскиот клуб. Фудбалскиот клуб Вардар е дел од тој мозаик, значи многу значаен дел од тој мозаик. Значи што го прави фудбалскиот клуб Вардар да биде голем клуб? Еве, значи тука во Скопје има повеќе клубови кои што доколку ова им се случи, они ќе згаснеа за 5 дена, значи за една како ќе згаснеа одредени. Немаше кој да се нафати за да ја води таа борба. А ние како што гледате, оваа борба сме цело време, значи фронтот е отворен уште пред 4 години. И се уште сме на првите борбени линии и се уште имаме енергија да се бориме и ќе се бориме до крај. Тоа се пренесува од поколение на поколение. Ја памтам на прво со мојот прво со дедо, па со татко, па сега јас, па дај Боже утре и мојот син ќе го сум сигурен дека ќе биде на трибини на Вардар. Пак ќе ти кажам, бев за прославата кога игравме 35 години Кокомити. И таму видов нешто што навистина ме погоди емотивно. Мали дечиња од 7-8 години навиваат со жар. И не може човек кој си го сака Скопје, кој си го сака Македонија, кој си го сака Вардар да остане равнодушен и го свака значењето колку тој клуб има тежина. Затоа прво би сакал да им се заблагодарим уште еднаш на Златно Славиче, кој што баш направија многу симпатична слика со нивните песни за Скопје и преработката на нашата песна од Мали нозе, значи од Последен удар, и да ги поздравиме и нив. Значи многу симпатично изгледаше тоа како деца облечени во црно си пеат песни за Вардар. Тоа му даде еден посебен белег на настанот, значи на големите јубилеи, 75 години Вардар и 35 години Комити. И беше заокружен тој јубилеј и вредноста на тој јубилеј многу поголема бидејќи се одвива токму во вакви моменти кога всушност највачката група го понесува товарот за организација. Не памтам од кога Западот не е бил толку полн.
ме поправиш. Да, значи тоа тука беше како еден вид на излив на емоција. Тоа е тоа што Вардар го има и поради тоа што Што го немаат другите. Што го немаат другите и поради тоа што е трн во окото што вела. Значи Вардар има јавност и преку Вардар луѓето се идентификуваат самите себе си и како македонци се идентификуваат преку Вардар. Бидејќи Вардар би рекол слободно ќе кажам последниот бастион на македонштината кој што треба сите да застанат позади него и позади комити. Значи комити го носат тој товар премногу долго време и време е да се обновиме, да кажам, да дојдат и други генерации. Доаѓаат други генерации. Значи ние во овакви ситуации кога клубот е дојден на вакво дележе, ние растеме. Значи секогаш е обратно пропорционално нашата моќ со моќта на Вардар. Кога е Вардар многу силен, тогаш можеби се опуштаме и си доаѓаме да следиме утакмици. Нема таков жар како сега. Значи во оваа ситуација имавме и претходно и секогаш било со преголема емоција се тоа ќе памтам убавите времиња во Скопје кога играл Вардар и она нашо некој тој ден бил резервиран за тој ден еуфоријата била недела дена, месец дена порано. А тој ден бил посебно станува Савајле, дресот шалот на тебе, одиш во градски парк, се пиеше пиво, девармало кафичите, кафаните полни, паркот преполн со млади се пее, имаше дружба градов, имаше жар. Недостасува тоа на Скопје, а Комити Запад остана последната навивачка група која мислам не жива. И една, кој што кажа Преска, го држи македонизмот во себе и се го брани она што се е наше. Тоа е наша историска должност, да го браниме тоа што е донесено и пренесено од другите генерации. Значи, како би го погледнале Антон Дончевски кој ќе дојде тука, доколку неговите идеали не ги застапуваме се уште. Значи, тој има големи заслуги во нашето основање. Тој е наш кум, ние го велиме Антон Дончевски е кум на Комити. Бидејќи има многу силен удел во формирањето на групата. Тој го спомнува моментот со фудбалерите кога влегуваме во соблекувална играчите. Значи собира највачи од западната трибина, влегува во соблекувалната на Вардар порано под јужната трибина. Таму се наредени слики од сите војводи и влегува со следните зборови. Значи секогаш со истите зборови: станете војводи, дојдоа комитите. Денеска треба заедно да се бориме за да победиме за Вардар и за Македонија. Значи тоа се многу тешки зборови, тоа е многу длабока мисла и ние сега се случи баш реконструкција на тој настан во соблекувалната во Маџари. Во Маџари беше, да. Спомнавте, значи, тие моменти со боемски моменти кои што следат заедно со фудбалскиот клуб Вардар, кои што се пропратни, тие се уште постојат. Меѓутоа, Кевеќе највачката група помалку има, да кажам во просек, помалку има обични љубители на фудбалот за Вардар, меѓутоа и тие се враќаат. Последниот надпревар со гостивар токму тоа го потврдува. Цел терен беше, цела трибина беше исполнета, се беше одоколу исполнета, од кај што секаде кај што можеше да се гледа и плюс надвор имаше останато меѓу 500 и 1000 луѓе кои што сакаа да влезат да купат карта, а немаше капацитет. Тоа е ретки работи се како на времето оние железни рефлектори ќе ги памтиш на градски парк. Се качувавме на нив за да гледаме. Сите имаме по некои илузни од откачувањето и откачувањето на тополите и на тополите кои што кога беше исполнет запад, вратите затворени, се качувавме преку една топола директно на трибина горе. И тогаш имаше како блок 1 и се седнувавме на тоа најгоре. Западната трибина беше бетонски ступчиња. Да. Со една плава голема врата која ја срушивме на Вардар Силекс на дерби. Тоа е за према стадионот. Од две страни имаше две метални врати, и од кај јужната трибина и од кај северната. Порано, значи до 90-тите години се влагаше од кај јужната од таа страна, потоа од кај северната. Кај поред северната и тука ресторанче имаше, како се викаше Езерце, како се викаше тоа едно. Да, Сотарски го спомнавме преска. Да. Не враќаш многу во времето. Тоа е тоа, тие се тие моменти кои што ја ствараат таа носталгија, не е само над преварот. Значи ќе отидеш на преварот, ќе го гледаш, меѓутоа Вардар е емоција. Идеш и секогаш е тема за разговори и никогаш не можеш да се засетиш од таа тема. Секогаш има нешто ново, секогаш има нешто на што ќе сакаш да се потсетиш. Пред да те
прашам за добрите работи, ќе преđеме на добрите работи, она што не чека во иднина за Вардар, не чека еден голем натпревар во недела. Имате ли контекст со Даниела Арсовска? Со Даниела Арсовска, значи ние побаравме, сакаме да бидеме принципиелни, побаравме средба и очекуваме дека на тој повик на дека ќе не идеме на позитивни одговори, дека очекуваме само кога ќе не повикаат на разговор, бидејќи темата е Вардар и градот Скопје е неизбежен декор. Не само декор, туку и играч, тој што мора да биде покрај фудбалскиот клуб Вардар. Ако не го чуе целиот муевет од оваа емисија, ќе го свати значењето на Вардар, кој е стара Скопјанка, како што се декларира, ако во незината програма за модерно Скопје, тоа како стои дека Вардар треба да биде во првата лига, дека ќе вложи напори и дека ќе се заложи да биде во првата лига. И јас лично ќе се заложам да ја слушне емисијава и да ја сватите жината на зборот фудбалски клуб Вардар и да ве прими побрзо да најдете решение, дека ситуацијава кој што кажува повеќе од алармантна. Да, голем дел од решението лежи во градот Скопје, бидејќи како што спомнав претходно, во договорите помеѓу градот Скопје и еве сега Слободан Крстевски или претходно Самсоненко стои дека може, но не мора. Значи ја би јаснил таа точка, тоа е малку невкусно е тоа по мене, малку да стои дека може, но не мора, значи му остава простор за маневар. Може комотно да се повика на таа точка и да каже ја не морам тоа да го направам, значи можам, тоа е само добра волја. Нека таа добра волја преовлада во случајов и да не се бараат алиби. Ја верувам дека нема потреба Даниела секоја позиција денеска да не утре не, ако сака да остави нешто позади себе. Ја мислам дека кој би се гордеели незините деца. Дека се роди во Скопје, нема да имаат право никој да блокира тој предлог кога се работи за фудбалскиот клуб Вардар, бидејќи сите треба да се издигнат над интересите кои што може би предничат. Се надам дека нема да предничат. Да, мира, позицијата е милива, денес си тука, утре не си. Меѓутоа, кога веќе си на позиција, градачник на Скопје, остави нешто позади себе. Видија западната трибина или дојди на натпревар на Вардар и ќе видиш колко значење има и колку ќе бидеш почитуван како човек ако се најдеш во ситуација на оние грла и јадници што во еден-два спреат напред Вардар. Па ја верувам дека и таа веќе и била некојаш на стадион, бидејќи Скопјанка и бидејќи во програмата го има ставено фудбалскиот клуб Вардар. Ајде да навиваме и да мислиме позитивно, немаме причина да имаме некакви предрасуди, пред да видиме што ќе се случи. Нашиот повик е искрен, значи тоа е традиција веќе, значи ние како што кажавме, ние не комуницираме со партии, не комуницираме со институции. И континуитетот на институцијата градот Скопје ни дозволува комотно да се повикаме на историјата и да се сретнеме со актуелниот градоначелник, кој што пак има обврски, не само права, да направи конкретни чекори. И да видиме, значи не треба однапред да се кажува дека ќе блокираат ваму во Советот или не, ја не верувам дека некој ќе блокира. Нема да блокира. Доколку се работи за искрен повик за спас на Вардар. Бидејќи сега е моментот кога треба да се спасува Вардар и веќе имаме и ние наши предлози како тоа може да се изгледа. Тоа беше следното прашање. Затоа што, еве, нека да идеме конкретно на емисијава. Не кажа моменталната ситуација во Вардар, ја знаеме. Што во моментов се случува со Вардар и кон што се стреми клубов во моментов? Моментално во клубот е борба за живот, значи внатре во клубот, каде што уште еднаш морам да ја поздравам пожртвуваноста, значи да се восхитувам на пожртвуваноста на фудбалерите кои што го носат тој товар, историската тежина на фудбалскиот клуб Вардар да ја носат во вакви моменти. Значи кога немаат вистинска логистика, кога немаат вистинска поддршка, освен како што тие самите велат од навивачите и од тие кои што се покрени, значи од стручниот штаб, спортскиот директор и тренерот, се надевам дека ќе издржиме до крај и дека сега овој натпревар во Охрид, кој што е многу значаен за нас, дека ќе го добиеме и дека повторно ќе се вратиме на првото место каде што треба и да останеме до крај. Заслужуваат тие момци да бидат нивните имени и презимиња во ваква ситуација со златни букви некаде врежани во мемориите на
Кога ќе има Вардар свој објект, значи кој ќе има свој дом, тие момци треба да бидат изгравирани некаде на некоја табла и нивните имиња како момци кои што биле тука кога на Вардар му било потребно. А дека Вардар има решение, има. Значи ја можам и да искористам емисијава конкретно да дадам решение, да дадам предлог решение за фудбалскиот клуб Вардар. Иако дека све звучи дека е толку комплицирано, дека никој не може да го реши проблемот, дека Вардар има долгови, дека има непријатели, сепак ако идеме чекор по чекор, јас мислам дека ќе го најдеме решението. И тоа, како што напоменав претходно, дека веќе бевме се отпочна некоја процедура, бевме веќе во управата за јавни приходи, каде што побаравме од нив да ни дозволат да се репрограмира долгот. Идејата што е? Идејата е дека блокирана е сметката на фудбалскиот клуб Вардар на износ 2,5 милиони евра од времето на Самсоненко уште, и дека тој долг е неиздржлив за било кој собственик евентуално да влезе во клубот и да го исплати најаш. Бидејќи лигата во која што настапува Вардар не би го оправдала економски тоа. Значи никој не би вложил тука таква сума која што знае дека не може да ја врати за многу брзо време. 10 години поише. Да. Или пак доколку имаме среќа да направиме некој трансфер, може и побрзо. Што се состои идејата? Прво, сметката мора да биде деблокирана. Зошто? Кога е деблокирана сметката, се враќаат повторно активација на ваучерите кои што му следуваат на секој клуб, нели спортски клуб, фудбалски или било од сите колективни индивидуални спортови. Тоа се повторно сериозна сума, кога се натпреваруваме во прва лига или сме во Европа, тие износи може да достигнат и близу 200.000 евра на годишно ниво. Тука е фондовите на УЕФА. Фондот има УЕФА има фондови кои што се наменети за развој на млади категории. Во Вардар се уште такви фондови не можат да стигнат, бидејќи се заглавуваат во ФФМ. Бидејќи тие УЕФА ги доделува во ФФМ и ФФМ ги чува на посебна сметка за Вардар, кои што сега само ги, не знам што прават, веројатно ги црпат за некои тековни работи, трошоци што настануваат во федерацијата. Значи ние дојдовме до некоја сума од 250.000 евра на годишно ниво. Истата таа сума која што градот Скопје, Советот на град Скопје ја изгласа за еднократна помош на фудбалскиот клуб. И сега видите хипотетички зборуваме, и не е само хипотетички, бидејќи ова го побаравме веќе во УЕФА, да се репрограмира долгот на Вардар на 10 години. Од таму добивме одговор дека законски таква можност не постои, меѓутоа бидејќи се работи за јавно добро, и тоа мене ме радува, бидејќи во таква институција Вардар го гледаат како јавно добро, така како што го гледаат, треба да го гледаат во сите институции. Значи, кога е јавно добро, може да се донесе политичка одлука. Значи, тука повторно се работи за политичка волја. Да се донесе политичка волја, одлука за не за отпис, туку за репрограмирање на долгот. Што значи тоа? Доколку е репрограмиран долгот на 10 години, тогаш годишната сума која што треба да ја уплаќа Вардар е 250.000 евра. Истите тие средства кои што ги добиваме и од УЕФА и од Агенција за млади и спорт, на име развој на млади категории и она што следува за сите клубови преку агенцијата. И тоа се више износ кој што Вардар го доведува на некоја позитивна нула. И зошто тоа го кажуваме? Како ќе го оправда? Тука настанува еден многу голем абсурд во управата за јавни приходи. Значи, буквално со ова прашање ги го поставуваме, јавно ќе го поставиме. Доколку Вардар сгасне утре, како ќе ги наплатат тие средства? Како ќе објаснат пред даночните обврзници дека 2 милиони евра, конкретно 2 милиони евра УЕФА пропаднале. Значи не може да се наплатат. И значи тоа е абсурдно што ние им го нудиме решението. Искрено го нудиме. Значи 250.000 евра, односно 20.000 евра на месечно ниво, е сума која што може да издржи секој сериозен инвеститор. Па дури и да ништо не вложува од самите приходи од ова. Тука да не ги забравиме дека Вардар има приходи од солидарити и од тренинг компензација. Значи тоа се оние суми на кои што оние трансфери на играчите кои што некогаш играле во Вардар. Па што се влеваат сега. Да, се влеваат. Тоа се износи кои што ја полнат
клубската каса и сега. Значи тие влегуваат и сега на сметката на акционерското друштво Вардар и веќе таму се наталожени 250.000 евра. И стојат и не го намалуваат долгот, бидејќи првата фактура која што треба да се плати, износот на нејзин е 380.000 евра. На име плати повторно во ИЕП. Има таму начини и во ИЕП како тој долг да се скрати, меѓутоа политичката одлука прво треба да ја донесат они од аспект на бришење на каматите. Како што разбравме, камата на дневно ниво на тој долг е 0,03. На износ од 2,5 милиони евра, тоа се сериозни суми кои што на дневно ниво настануваат како нов трошок за Вардар и тоа е неприфатливо. Че тоа мора некаде да се запле и да покаже на дело. Го каже политичка одлука тука подхитно треба да се реагира, тие да реагираат треба. Па викаат треба да помине на одлука на влада, па нека помине. Ајде да видиме кој ќе го спречи тоа. Да ги знаеме луѓето барем име и презиме, нека. Што се не помина во оваа држава на одлука на влада, па за Вардар да не помине. Не, оваа ситуација нека биде еден вид на лустрација. Тест. Да видиме кои луѓе. Да, Вардар кои луѓе ќе Вардар ќе живее што и да се случи тука. Значи тоа тие илузии дека Вардар ќе згасне, нека не ги размислуваат воопшто било кои центри, бидејќи тоа нема да се случи. Вардар има навивачка армија и луѓе, значи кои што се будат са бајле, секој утро се будат и прва тема на разговор и прво нешто на што ќе помислате Вардар. Како нив ќе им го избришеш Вардар од колективната меморија? Вардар е колективна меморија пренесувана од генерација во генерација, како што спомнавте, од татко, од дедо на татко на син. Приказна која нема крај. Ми апелираме за подобро утре за Вардар, навиваме сите, Етеров и мујава колку можеме да пренесеме ваков разговор во живо, се надеваме дека некој ќе го слушне разговор, ќе ја погледне оваа емисија и дека ќе разбудиме некои чувства во него. Така да ти благодарам што си предводник на... Уште да ујаснам сакав, значи, кој е предлогот конкретен? Слободно, извини. Конкретен предлог за спас на Вардар. Значи, прво УЈП репрограмирање на долгот. Кога се репрограмира долгот, значи сметката е активна. И повторно може Вардар да рачуна на својата оригинална сметка, автентична сметка ФК Вардар АД Скопје. Потоа, бидејќи веќе сме во разговори со актуелниот собственик за трансформација на фудбалскиот клуб, односно реорганизација или ја би ја кажал уште една вардаризација, ревардаризација на фудбалскиот клуб Вардар. Што значи тоа? Менување на собственичката структура. Јас како го гледам фудбалскиот клуб Вардар? Константи кои што треба да бидат постојано тука се градот Скопје и ПУИК. Они мора да бидат во структурата на фудбалскиот клуб Вардар. Потоа, како акционерско друштво Вардар, значи разговаравме со собственикот и веќе е во процедура однесено барање до комисија за хартија од вредност. Значи да се изврши нова емисија на хартија од вредност, односно докапитализација на клубот. Што значи тоа? Осмачкиот влог на фудбалскиот клуб Вардар е 35.000 евра. Значи тоа е многу мала сума. Со 100% собственост со 35.000 евра. Ние еве на отворено во студио ќе предложам трансформација на долгот кон сите доверители, вклучувајќи ги фудбалерите на кои што им се дужи плата, ПУИК и бивши легенди и други институции на кои што им се должи, значи да го трансформираат долгот во влог. Со тоа да станат акционери во фудбалскиот клуб Вардар. Еве уште една можност како и без УЈП ќе може да се деблокира сметката. Тоа тука има технички, тоа може да се изведе. Потоа, формирање на нова структура на фудбалскиот клуб Вардар, во која што актуелниот собственик верувам дека нема да биде ни близу до мнозински пакет. Што значи отворен повеќе ова до сите големи компании, пред себе апелирал тие да бидат македонски големи компании, значи со македонски капитал. Бидејќи од странски капитал не верувам дека освен спонзорство ќе добиеме нешто што ќе трае долго. Меѓутоа, од домашни компании ние сме имали предходно, се покажало како добар рецепт. Значи, еден вид на управен одбор на фудбалскиот клуб Вардар составен од домашни компании. Составен од доверители со трансформиран влог. Зошто тоа да го направат? Затоа што Вардар, кога ќе излезе на берза, а повторно и во текја, значи во таа реорганизација треба да се бара да излезе на берза, за да може да има
упис на акции и продажба на акции, за да може луѓето онлайн да си купуваат, да секој кој што сака да може да си купи акција. Откако ќе комисијата за хартија од вредност би ќе го одобри тоа, значи стапуваат значи берзата, депозитарот и брокерска куќа, кои што треба да продолжат приказната, значи и во тој случај водовитна комбинација се сите, значи затоа што на тие кои што им се должи веќе ќе имаат може да се ги продадат тие акции, доколку не сакаат да бидат во сопственичката структура. Значи решението е пред нас, не треба да бараме само треба да се сака далеко, само треба да се сака. Плюс во тој пакет, значи ќе има и продажба на акции кој што сака да може да си купи акција. Според разговорите кои што до сега ги водиме, се зборува за 25.000 акции по вредност од 300 евра. Тоа е отприлика 300 колку доаѓа? 25.000 помножено со значи зборуваме за голема сума, значи милионска сума. 3, нешто милиони. 3,75, како е? Милиони евра. Ме разбирате, значи тука активно собственик има удел од 35.000 евра, значи зборуваме за промили веќе од тоа што можеме. Во слободна продажба треба да бидеме малку реални оптимисти, дека сепак ќе купат луѓе, меѓутоа најголемиот дел треба да бидат поделени. Ја би ги поделил бесплатно на најуспешните македонски компании. Бесплатно би се поделил со цел да влезат тие во управниот одбор. Целиот овој проект е презентиран пред собствеников на влада? Да, презентиран и прифатен. Супер. Да. Значи кон тоа ќе треба да се тера, зборуваме за стратешки за долг рок. А ова не знам колку може веднаш во најбрз рок да може да се реализира, меѓутоа доволно е да се покаже волјата дека да се почне од некаде. Да се почне од некаде и верувам дека еве на 10-20 најуспешни компании по 2% да им се дадат бесплатно да им се дадат акции, тоа се веќе 40%. Актуелниот собственик, тука не мора да ги споменеме комити, бидејќи ние веќе имавме 24,5% пред доаѓањето на Самсоненко, односно пред да ги предадеме нашите акции во градот Скопје. Тогаш ги имавме и 75%, бидејќи Трифон Костовски ги префрли на нас. И ние како мнозински собственик на Вардар го предадовме на градот Скопје, кој што потоа го продаде на Сергеј Самсоненко. Значи имаме историско право тоа и не само историско право, туку ние мораме да бидеме внатре во клубот и тоа ќе биде на волонтерска основа, за да се заштити Вардар од оние кои што не му мислат добро. А не му мисля добро и сведоци сме дека не му мисля добро. Па ако му мисла добро, решението е пред нас. Значи ја не е валјда дека мене ми текнало ова сега и дека на некој претходно не му текнало. Значи само треба да се сака. Треба да се сака и се може. За сега има решение, да. Да, тук стигнавме до некаде кон крајот на емисијата и убаво ме посети со своји зборови, не му мисля добро. Не му мисля добро на Вардар што му се стави забрана да гостуваат комити Запад во Охрид. Сега тука не би дел од некоите теории на заговори, бидејќи тука се работи за лична одлука на локален моќник од Охрид, значи Нефи, не знам како се презива, меѓутоа човекот кој што е собственик на Воска спорт. За мен баш ми е интересно тоа дека ставаат забрана, бидејќи не ми е јасна основата. Ние до сега сме гостувале кога играа Вардар и Воска таму и баш сме имале убави односи, значи не сме имале проблем. Баш со Воска кога сме играли. Ние гостувавме и кога до сега сите години кога сме иделе таму би имало забрана за наше доаѓање. Меѓутоа повторно идевме и се влегувавме на стадионот. Еднаш бевме и во Струга игра на терените на стадионот на Карл Орман. Таму бевме исто со забрана, повторно отидовме и немаше проблем. Значи, не гледам зошто сега, освен тоа што е нормално, значи значењето на надпреварот можеби го компрометира Нефи, а не го знам човекот како човек кој што е премногу плашлив. Меѓутоа оваа ситуација можеби го исплашило до таа мера да не третира нас како многу битен фактор на доколку сме присутни на надпреварот. Меѓутоа сепак она што треба да се случи е дека играчите на теренот треба да го дадат максимумот, сепак на нив е најголемиот терет. Значи тие треба да дадат максимум, тие треба да почувствуваат оваа поддршка која што им ја даваме ние и која што јавноста им ја дава. Значи веќе е издигнато ова прашање на некој друго ниво, благодарејќи на медиумите и со оваа емисија верувам дека
ќе се раздрмаат некои работи и верувам дека овој предлог кој што сега е, да кажам, нафрлен, ќе ги заинтересира. Не е нафрлен, нужен е. Да, нужен е, меѓутоа е нафрлен, нема простор, сега ние тука да направиме цела презентација за тоа што значи трансформацијата на клубот. Тоа може да се направи со секој што е заинтересиран, ќе посветиме неограничено време. Да, биле затоа што пак ќе кажам, веќе и времето не ограничува. Кога сме веќе кај овој натпревар кој не очекува во недела, мора да од ова студија ги поздравиме играчите и целиот стручен штаб и тренерот. Нашите старца ќе бидат со нив, ние ќе бидеме таму, без разлика дали, говорам за себе. Јас ќе бидам таму, без разлика дали некој ќе ни дозволи или нема да ни дозволи, така да со цело срце, со цел вас ќе, како и секогаш ќе се ги бранам боите на Вардар и ќе најавам за нив, но не стигна неколку пораки во инбокс и мора да ги испочитуваме нашите слушатели кои вели, а тоа е објавено пред малку и на фан страната на официјална на ФК Вардар кои вели вака и мора го прочитам. Фудбалскиот клуб Вардар јавно искажува благодарност до капетенот на македонската фудбалска регламентација Вардаровото дете Стефан Ристовски за несебичната помош и подршка за својот матичен клуб, благодарение на кој целата експедиција на Вардар ќе замине во карантин пред престојниот важен натпревар во недела каде во мир и соодветни услови ќе се подготвува за предизвикот кој ги очекува. Да, така да ќе го поздравиме студиото Ричи, Скопско дете, Вардарово дете, да. Вардарово дете, ние го знаеме, значи уште од времето кога беше во Вардар пред да замине во Парма. Во Парма замине имаше еден спорен случај кој што токму јас го имав отворено за него. Не за него, значи детето е супер и сега си е супер и ова све што го прави е токму тоа што за секој почите. Значи ја ги повикав следат неговиот пример. Да, го следат неговиот пример, бидејќи се сите бивши фудбалери легенди се веќе повикани да се озват на повикот за спас на Вардар, за да бидат дел од таа гарда која што го чува Вардар, или пак како што некој веќе спомна, значи Мјалче нели спомна како мртва стража на фудбалскиот клуб Вардар. Тој и на социјалните мрежи беше постирано и мислам дека ќе се, сигурен сум дека ќе се. Па кога повеќе страни апелираат за една работа, значи нешто има. Значи нешто има. Ева нека биде поттик, значи благодарност за Стефан Ристовски за тоа што им овозможува нормални услови на фудбалерите, значи пред вакви натпревари, тоа е нормална работа да се има карантин, меѓутоа за нас е тоа малку во оваа ситуација малку недостижно. Еве, благодарност на него што сепак е достижно. Го поздравуваме Ричи, да се оправда светот. Да, верувам дека и он ако биде во можност ќе биде во Охрид. Биле ти благодарам многу за прифатената покана што беше дел и тоа како ми направи голема чест и привилегија што ти имам денеска во оваа емисија. Нема да ти кажеме дека чао и дека нема да се видиме пак. Те очекувам со нови вести затоа што знам дека ги имаш од прва рака, дека си директно вклучен во се што се случува во Вардар. Ние ќе се видиме во недела секако, од понеделник пак ќе додеш и во утринскиот програма на Радио Лидер да прославиме за победата во недела. Благодарам и вас што ја држите темата за Вардар жива. Значи вие сте многу битен фактор, медиумите сте многу битен фактор во оваа борба која што ја има и ќе има и ќе треба да истраеме заедно сите. Така, фала уште еднашка. Почитувани слушатели, се надевам дека ви го задржавме вашето внимание, иако ви најавивме дека ќе бидеме 60 минути, го пробивме терминот. Јас им се извинувам на дечките од техника кои се задржавме маса повеќе на работа, но за Вардар кога станува збор све е дозволено затоа што кажавме и неколку пати со Миле, Вардар се сака, Вардар е Скопје, Вардар е Македонија. Почитувани слушатели, останете ми со здравје и со добро. Ве поканувам во недела да го бодриме Вардар, да бидеме сите таму, да дадеме максималната подршка и ви најавам една интересна емисија и следниот четврток во истото време. Поздрав!